Регионални вести на телевизија КИС. Почнаа деновите на алармантно загаден воздух во Тетово. Штетните PM10 честички во воздухот се мерат во двојно повисоки концентрации од дозволеното. Тетовци официјално почнаа да дишат загрижувачки загаден воздух. Не само што деновиве се жалат дека мириса на чати изгорено, туку и мерната станица почна да ги регистрира првите високи отстапувања на концентрацијата на штетните PM10 честички во воздухот. Како што објави Министерството за животна средина и просторно планирање на својата интернет страница, последниве денови среднодневните концентрации на суспендираните честички прав биле двојно повисоки од вредноста безбедна по здравјето на луѓето. На 3 месецов во 17 часот, откако неколку дена не работеше мерната станица, била измерена највисока концентрација по подолго време од 280 микрограми на метар кубен PM10 честички во воздухот кој го дишеле тетовци. Сезоната на алармантно загаден воздух најчесто се поклопува со почетокот на грејната сезона, односно последниве години концентрацијата на PM10 честичките започнува да расте во есенските денови, го достигнува максимумот во зимските денови, почнува да опаѓа во пролетните, но речиси никогаш не се симнува под безбедните 50 микрограми на метар кубен воздух. Единствено ова лето имавме почист воздух за дишење, кога според податоците кои што Министерството за животна средина и просторно планирање ги објавува на својата интернет страница, ретки беа деновите на надминување на безбедната граница за среднодневната концентрација. Тоа резултираше со вкупно 91 ден со аерозагадување од почетокот на годинава, за разлика од лани кога 254 дена до крајот на октомври биле регистрирани со аерозагадување, но ова секако не значи дека имаме подобрување на состојбата, бидејќи нормативите велат дека во интерес на здравјето на луѓето во една календарска година не сме да има повеќе од 35 дена со загаден воздух. Малолетник од Жеровјан е повреден со нож во стомакот. 2 пожари со вкупна материјална штета од 560.000 денари. 2 лица лишени од слобода поради издржување казна затвор. Следуваат случувањата од полицискиот билтен. Вчера вечер околу 19 часот во Тетовската клиничка болница бил донесен 17 годишник од Жеровјане со убодна рана во десниот долен дел од стомакот, најверојатно нанесена со нож, соопшти СВР Тетово. Со возило го донел неговиот војко, укажана му е лекарска помош и се наоѓа надвор од животна опасност, но задржан е за натамошна обсервација. Убодната рана ја здобил половина час пред тоа на улицата Илинденска во Тетово, во тепачка со 16 годишно лице од село Теново, со кого имале нарушени односи. Во тепачката во која биле разменети повеќе тупаници, 16 годишникот се сомниче дека извадил нож и го повредил, а нешто подоцна во присуство на неговата мајка повикане во полициската станица Тетово и го предал ножот кој најверојатно го употребил во тепачката. Вчера околу 14 часот од засега неутврдени причини избувнал пожар во куќа на 51 годишен тетовец, лоцирана на улицата 176 во Тетово, соопшти СВР Тетово. Целосно изгорела дневната соба на приземјето со комплетниот мебел и електричните апарати, а оштетен и ходникот на објектот. Нема повредени зашто малолетниот син на сопственикот на куќата брзо ја напуштил собата во која претходно спиел. Со интервенција на тетовските пожарникари огнот е локализиран и спречено е негово проширување. Извршен е увид, се расветлува причината за пожарот, додека вкупната материјална штета се проценува на 400.000 денари. Како што соопшти СВР Тетово од засега неутврдени причини, вчера околу 4 часот избувнал пожар во плевната на 57 годишен жител на тетовското село Одри. Целосно изгорел објектот и 250 бали сено. По извршениот увид се расветлуваат причините, околностите во кои се случил пожарот и се друго, а материјалната штета се проценува на 160.000 денари. Од полицискиот билтен и информација за 2 приведувања. Вчера вечер околу 21 часот и 40 минути во Гостивар приведен е 33 годишен гостиварец, осуден на 3 годишна затворска казна за кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. По приведувањето реализирано со судска наредба и кусо задржување, предаден е за издржување на казната во казнено-поправната установа Идризово во Скопје. За издржување на затворска казна од година и пол за кривично дело недозволено изработување, држање и тргување со оружје или распрскувачки материи. Вчера вечер околу 21 часот во Тетово, со судска наредба лишен од слобода е 36 годишен тетовец. По приведувањето предаден е во казнено-поправната установа Тетово.
Полицијата ќе ги подсетува возачите на обврската за носење зимска опрема во возилата преку флаери и плакати кои ќе бидат истакнати на повеќе места. Покрај анимирање на надлежните институции за одржување чисти патишта во зима, планирано е спроведување акцијски контроли со превентивна цел и сообраќајни поуки. Од 15 ноември возачите задолжително треба да поседуваат зимска опрема. Полицијата преку наменски изготвени флаери ќе ги подсетува возачите на оваа обврска, како и на внимателно возење во зимски услови. Во рамки на информативно-превентивните активности на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, под мотото "Внимание, зима на патот". Почнувајќи од денеска, полициските службеници ќе поделат над 400 вакви флаери на македонски и албански јазик, додека на повеќе места, наплатни рампи, јавни објекти, станици за технички прегледи и други објекти, ќе бидат истакнати 50 до 60 посебни плакати со истата содржина и намена. Во рамките на овие активности, односно во овој контекст и насока, се одржа заеднички состанок со представници од локалните самоуправи од подрачјето, јавното предпријатие Македонија пат и фирмите задолжени за зимско одржување на патиштата. На состанокот беше направен пресек, односно рекапитулар на досегашните подготвителни активности, состојби, потешкоти и слично, а стана збор и за следните чекори на овој план. Денеска, како што веќе имавте прилика да видите, започна дистрибуцијата на наменски изработените флаери на македонски и албански јазик со совети и укажувања што треба да направат возачите и другите учесници во сообраќајот за нивна поголема безбедност во зимскиот период. На овој начин се очекува да се придонесе возачите да бидат информирани не само кога станува збор за престојното стапување на одлуката за задолжително носење зимска опрема на 15 овој месец, туку и за другите поединости, како и што се треба да поседуваат, да се движат без проблеми по околните регионални магистрални патишта, како и по автопатот Гостивар – Тетово – Скопје. Секторот за внатрешни работи Тетово неделава започна со практична реализација на превентивно-едукативниот проект "Голомразицата и снегот" предизвик за возачите и пешаците со приоритетна цел намалување на бројот на сообраќајните несреќи во зимските месеци преку подигнување на сообраќајната свест и култура на сите учесници, возачи, пешаци и други. Составен дел од овој превентивно-едукативен проект, чиј носител е Одсекот за превенција на секторот за внатрешни работи Тетово, е спроведување, односно организирање на неколку локални акцијски контроли, како и организирање на така наречени сообраќајни поуки, на кои секоја втора сабота во месецот ќе бидат повикувани сторителите на поситни сообраќајни прекршоци. Цел на проектот исто така е да се анимираат и задолжените фирми за одржување на патиштата секогаш и во секое време, односно на време да го чистат снегот и да овозможат непречено одвивање на сообраќајот, односно да им ја олеснат работата, ако така можам да речам, на возачите, пешаците и другите учесници во сообраќајот. Обврската за задолжителна зимска опрема трае до 15 март следната година. Санкционирањето во престојната зимска сезона ќе биде согласно постојниот правилник, со кој се пропишува казна од 45 евра во денарска противредност, односно на возачот ќе му се регистрираат 25 негативни бода. Започна обновата на документите за корисниците на социјална парична помош. Од Центарот за социјална работа во Гостивар информираа дека обновата годинава се спроведува етапно, за да се избегнат гужвите. Во Центарот за социјална работа во Гостивар започната е годишната обнова на документите за корисниците на социјална парична помош. Од оваа година воведена е новина во пријавувањето, со која ќе се намалат гужвите пред шалтерите. За разлика од порано, кога сите корисници вршеа обнова на документите во текот на ноември, од сега тоа ќе го прават зависно во кој месец ги поднеле документите претходната година. За разлика од досегашните одлуки што беа за обнова,
Оваа година има и одредени промени, што се однесуваат на тоа што корисникот, што за прв пат аплицирал првото барање, ако било да речеме во месец јануар, ќе аплицира со нова документација во наредниот јануар, во наредната година, и така нема да се створи гужва како досега. Околу 3500 апликанти имаме ние за социјална помош. Нормално не сите ќе го остварат правото, но околу 2000-2500 во просек имаме корисници на социјална парична помош. За да извршат обнова, граѓаните треба само да приложат лична карта. Останатите документи, како извод на родени, извод на венчани, потврди, уверение од УЈП и слично, Центарот за социјална работа ги набавува по службен пат. Барателите се должни да достават дополнителни документи само за студенти, новородени деца или доколку имало развод во семејството кое користи социјална парична помош. Болестите на тироидната жлезда се меѓу најчестите здравствени проблеми на населението, но бидејќи симптомите се развиваат бавно и постепено, често пати доцна се откриваат. Во продолжение погледнете го интервјуто со докторката Татјана Јосифовска, токму на тема пореметување на функцијата на тироидната жлезда, симптоми и лекување. Почитувани гледачи, од циклусот на интервјуа кои што ги правиме со доктори, професионалци, стручњаци во својата област, а кои што секогаш се достапни на Тетовци благодарение на приватната здравствена организација доктор Мацура, овој пат разговараме со докторката Татјана Јосифовска, која што всушност ќе не информира нешто повеќе за тироидната жлезда и болестите поврзани со неа. Во човечкиот организам функционираат повеќе жлезди со внатрешно лачење, тешко е да се каже која од нив има поголемо значење. Меѓутоа сигурно е дека нарушената функција на било која од нив предизвикува сериозни последици по здравјето на човекот. Една од нив е тироидната жлезда. За незиното значење и последиците од нарушената незина функција, како и за можностите за успешното лекување во просториите на здравствената организација доктор Мацура, повторувам, разговараме со докторката Татјана Јосифовска, експерт за болести на тироидната жлезда. Докторка Јосифовска, да започнеме. На кој дел од телото се наоѓа тироидната жлезда, знаеме дека таа лачи неколку хормони, каква е незината функција за здравјето на човекот? Тироидната или штитна жлезда се наоѓа на предната линија на вратот, под кожата, значи нема допир со грлото. Се наоѓа пред дишникот, создава два хормона, тоа се тироксин или Т4 хормон и триотиронин или Т3 хормон. Учествува во регулација на метаболизмот во организмот, значи управува со работата буквално на сите органи во организмот. Учествува во создавање на топлина, синтеза на хормони, на протеини, и така натаму. Во кои случаи доаѓа до нарушување на функционирањето на тироидната жлезда, како се манифестира во однесувањето на човекот и кои се првите симптоми за ова? За да се појави болест на тироидната жлезда, значи потребна е прво генетска предиспозиција и секако стресот се обвинува како главна причина за пореметување на функцијата на жлездата. Пореметувањето одат во два правци, или се зголемува функцијата на тироидејата, или пак се намалува, кога зборуваме за хипертиреоза или хипотиреоза. Исто така може тироидната жлезда нормално да функционира, да има нормална количина на хормони во циркулацијата, а таа да е зголемена, кога зборуваме дека се работи за гуша или струма. Струмата од своја страна може да биде дифузна, значи во целина зголемена тироидејата, или пак нодозна во вид на јасли. Во зависност од тоа дали е зголемена или намалена функцијата на жлездата, пациентите слабеат или се поправаат. Уморни се, поспани, имаат честа мека столица или пак имаат обстипација, запек. Има промени во квалитетот на косата, ноктите, кожата, значи кожата е сува, ноктите се кршливи, се листаат, косата паѓа, неквалитетна е, сува и така натаму. Докторка Јосифовска, која популација најмногу страда од ова заболување, машката или женската, и дали има некоја старосна група?
Значи, пациенти имаме од двата пола, меѓутоа честотата е поголема кај женскиот пол. Значи, болестите на тироидејата се јавуваат 6 до 8 пати почесто кај жените. Нема нека посебна старосна група што може да се издвои за било која болест на тироидејата. Какви се можностите за лекување? Дали целиот процес оди медикаментозно или пак постојат и оперативни зафати? Значи, во зависност за кој тип на пореметување на тироидејата станува збор, значи, применуваме медикаментозна терапија, особено кога се работи за зголемена или намалена функција на тироидната жлезда, а оперативно лекување се практикува кога се работи за голема гуша, нодозна гуша, за карцином на тироидна жлезда и така натаму. Кога се работи за зголемена функција на тироидејата, морам да нагласам дека сите пациенти добиваат шанса да со потреба на лекови се лекуваат, иако постојат и други два начина, тоа е радиојодна терапија и оперативно лекување. Меѓутоа, секоја од овие методи на лекување си има добри и лоши страни, така да пак ќе повторам дека секогаш предност даваме на медикаментозното лекување. Докторка Јосифовска, вие сте визитинг доктор тука во приватната здравствена установа на доктор Мацура. Тоа значи дека пациентите од Тетово, Гостивар и целиот Полошки регион немаат потреба да дојдат во Скопје за да стигнат до вас. На кој начин можат да закажат преглед кај вас? Слободно може да се јават во ординацијата доктор Мацура, така да во договор со ординацијата ќе биде закажан преглед и ќе бидат услужени пациентите. Ви благодарам на одговорените прашања и одвоеното време. Молам. Јавни лица переле пари меѓу нив и политичари. Нивните имиња ќе бидат обелоденети во јавноста, рече директорот на Управата за финансиска полиција Арафат Муареми на конференција за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. На конференцијата присуствуваа министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, обвинителката од специјалното јавно обвинителство Линче Ристоска, како и представници од МВР, Управата за безбедност и контраразузнавање. Република Македонија треба конечно да заземе еден посериозен пристап во борбата против перењето на пари и таквиот пристап треба да биде интердисциплинарен, така што треба сите активни чинители во општеството, како банкарскиот сектор, како финансиските институции, така и обвинителствата, се разбира поддржани од полицијата, сите заедно да застанеме напред во борбата против перењето на пари и финансискиот криминал. Почнува една нова фаза и ера за приближање на Република Македонија на меѓународната заедница. Случаи има, неколку случаи кои што се во тек и се активни и се работат интензивно во финансиска полиција и тие верувам дека во најкусок рок ќе биде известена и јавноста за тоа. Сега да оставиме дека е во фаза на предистражна постапка. Политичар, бизнесмен, нешто од сите сфери има. Собранието не успеа да ја одигра главната улога да биде контролор на извршната власт. Апелирам да не ја испушта таквата улога, реагира народниот правобранител Иџет Мемети. Реакциите од народниот правобранител следуваат откако вчера во собранието немаше доволно пратеници и не се изгласаа предложените мерки со кои требаше да се задолжи владата преку носење одлуки и законски измени да ги подобри состојбите во сферата на човековите права. И ќе барам владата на Република Македонија да ги разгледа на седница на влада и истата да утврди мерки со задолжување на управните органи или министерствата или дирекциите како сакате. А после 6 месеци, пошто ние ќе ги следиме, да не информира нас до каде е спроведувањето на таквите препораки. Само така има смисла и само така може да функционира парламентарната демократија. Американскиот секретар за трговија Вилбур Рос изјави дека уредно ја пријавил неговата инвестиција во една бродска фирма која имала врски со компанија контролирана од помошниците на рускиот претседател Владимир Путин.
Тој додаде дека најверојатно ќе ги продаде неговите акции во фирмата Навигатор Холдингс, која пренесува газ за руската енергетска компанија Сибур, но не поради извештаите во медиумите за врски со Кремљ. Приватната фирма на Рус е најголем акционер на Навигатор и тоа беше откриено во документите објавени на 5 ноември, наречени рајски документи, во кои има податоци за државници и компании во светот кои затајувале данок преку офшор фирмите на Бермудите. 2 8-годишни деца загина, а 5 други се посериозно повредени кога автомобил влета во училница во основно училиште во австралискиот град Сиднеј. Представник на полицијата изјави дека не станува збор за планиран настан и дека случајот се води како сообраќајна несреќа. Со автомобилот управувала 52-годишна жена која не е повредена, но е пренесена во болница за проверка на крв и урина. Судот во Јапонија осуди 70-годишна жена на смрт со бесење бидејќи ги труела своите 3 сопрузи и се обидела да го убие и четвртиот. Чисако Какехи или позната како Црна вдовица била уапсена во 2014 година, кога било утврдено дека еден од незините брачни партнери починал од труење со цијанид. Судот го отфрлил аргументот на одбраната дека обвинетата боледува од деменција и дека не може да се смета за одговорна за своите постапки. Според информациите, Какехи го убивала партнерот веднаш штом се осигурала дека е единствен наследник на неговиот имот. Денеска се одбележуваат 100 години од почетокот на Октомвриската револуција која што доведе до формирање на поранешниот Советски сојуз. Меѓутоа во Русија тешко може да се најде настан со кој отворено се слави овој некогашен комунистички јубилеј. За повеќето руси победата во Втората светска војна и натаму најважниот настан во 20 век, вели за германската агенција Марија Снегова, политички аналитичар. Руската комунистичка партија сепак планира да ја одбележи годишнината од Октомвриската револуција, која што и натаму се смета за една од повлијателните политички сили во земјата, иако е во голема сенка на владеачката партија Единствена Русија. Денес имавме облачно време со повремени врнежи од дожд. Утринската температура се движеше од 2 до 6 степени, а дневната од 12 до 17 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде облачно со повремени врнежи од дожд. Утринската температура ќе се движи од 3 до 7 степени, а дневната од 9 до 14 степени. Тоа беше се што информативната редакција го подготви за ова издание на регионалните вести. Пријатно!